Добро вечер. Недела 22 часот. Јас сум Васко Ефтов, о емисијата во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, зошто, бидејќи во наредните 45 до 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Прва анализа за ова нова телевизиска сезона 2021-2022 година, иако официјално не е почната новата YouTube сезона, на 1 октомври почнува официјално новата YouTube сезона на емисијата во Центар, порано беше убаво време. Правев 36 до 38 емисии. Емисијата траеше по завршување на зимниците, односно почнуваше по завршување на зимниците и траеше до почнување на летните одмори или сезоната на бањење, односно на капење. Некаде 9 месеци, не повеќе од 36 до 38 емисии. Последните 2 години сезоната трае без малку 11 месеци и снимам околу 85 до 86 емисии. Како стареам, повеќе работам. Дојде живот, што се вели и за мене. Не сакав да почнам, сакав да почнам на 1 октомври, меѓутоа не можам да ви го скршам матерот. Имаше стотици, да не речам милијадници, јавувања, пораки, напишени на Facebook, напишени на Instagram, на мојот мобилен телефон, пратени SMS пораки кога ќе почне новата сезона. Во четвртокот позиравме, бидејќи се обидувам сега пред да почне сезоната, пред да почнеме 100%, да бидеме забрефтани 100%, да го поставам на нозе, да го поставам на здрави нозе порталот. Почнавме некаде пред година и пол дена. Во октомври стигнавме 3 милиона минатата година, 3 милиони прегледи, во ноември стигнавме околу 4 милиони прегледи и почна напади од сите страни. Не знае човек од која страна да се брани, една група, втора група, трета група, еден фан пејдж, втор фан пејдж, сите ставени под рестрикција, сите ставени лимитет и така натаму и така натаму. И оставив малце работите да се спуштат, да се приземјат, да не бодат очи. Сега пишувам 8 до 10 текста на порталот, работам само јас, текстовите се мои, ги пишувам јас и има читаност некаде околу 1,8 милиони месечно, што е изворедна бројка за портал кој го води еден човек и каде што пишува еден човек. Меѓутоа сега сакам порталот да го издигнем на повисоко ниво, да биде веќе професионален портал, да работа тројца или четворица, да ишколувам нова генерација на новинари, подоцна ако се покажат тие новинари да ги користиме и во рамки на емисијата во Центар, бидејќи тука подготвуваме некои новитети, мислам дека ќе ги реализираме некаде до крајот на оваа година, ако оди се како што треба, ако ова пандемија не фати некој друг тек или не дојдат некои нови карантини, некои нови локдауни и така натаму и така натаму. Значи мислев дека септември месец треба да го посветам на креирање и поставување на здрави нозе на порталот. Да биде еден портал кој ќе има некоја читаност помеѓу 3-4 милиони, каде што дневно ќе има помеѓу 30-40 текста, каде што ќе работат тројца или четворица новинари, ќе да биде еден професионален портал. И тоа што сум го барал од вас, и тој портал ќе го врзам заедно со системот на емисијата YouTube, веќе има околу 60.000 членови, сабскрајбери на емисијата или на каналот YouTube, што е на изворедна бројка, не само за македонски, туку и за балкански прилики. И кој се направи една синергија на порталот и на YouTube каналот, тоа е навистина на алатка која имаме во раце, со која можеме да се справиме или да се конкурираме и со најмокните медиуми во Република Македонија. Тоа што сум сакал да го побарам од вас, 60.000 луѓе најмалку е гледале емисијата во Центар, значи најмалку гледаната емисија некаде околу 60 или 61.000 во текот на минатата година. Секој трети од вас, ако бараме еднаш, два пати или три пати во текот на денот, одвои една минута за порталот во Центар, или 2 или 3 минути, значи да прочита еден текст, има таму 80 текста, сите се добри текстови, сите се интересни текстови, текстови кои се напишани со душа, кои сушност даваат некои нови ветришта, некој ново прозорче, да може да ги погледнете работите на малце поинаков начин од тоа што е мејнстрим во Република Македонија, тоа што е на некој начин една трасирана патека во Република Македонија. Велам, ако секој трети од вас кој гледа емисијата во Центарот, тоа се 20.000 луѓе, еднаш, два пати или три пати во текот на денот го посетат сајтот во Центар, ние ќе имаме 60.000 прегледи. И на моите 60.000 прегледи, сам, тоа се веќе 120.000 прегледи дневно. Топ не бие, не СДСМ, не ВМРО, не Свети СДСМ, не Свети ВМРО, ДПМН не можат ништо да не направат, ако ние со такви бројки стрчаме на терен. Тоа е она што сум сакал да го поставам во текот на септември како одреден систем кој ќе биде само одржлив, систем кој нема да зависи од реклами, нема да зависи од спонзорства, нема да зависи од одредени грантови, нема да зависи од власта, нема да зависи од опозиција, нема да зависи од американци, од руси, ќе зависи само од вас. Вие што гледате емисијата во Центар и вие што ќе го читате порталот во Центар.
Моje е да направам колку што е можно подобар портал, ваше е, ако можете, барем еднаш, два пати или три пати во текот на денот, да го посетите порталот, да набиеме одредена бројка и со таа бројка да можеме да излеземе на црта на сите портали и на сите канали во Република Македонија. Бидејќи ова е прва политичка анализа во овој нов циклус емисии, би сакал да ги повторам барем 3 или 4 тези кои беа клучни тези кои беа кажани во текот на минатата сезона, во изминатите 85 емисии, и кои предизвика бурни реакции, бурни коментари, не само на мојот YouTube канал, туку и во македонската политичка сцена. Тезите кои беа кажани во емисијата во Центар, не само што времето ги има потврдено, туку времето ги има бетонирано. Доаѓавте стука, се каравте со мене, велете дека не сум во право. Испадна дека времето ме потврди за се. Сите клучни тези, сите контраверзни тези, кои беа кажани во емисијата во Центар, времето ги потврди. Дали денес некој поставува знак на прашалник, дали бугарското вето е платено или е купено од Македонија? Тоа веќе не се поставува како прашање. Тоа е веќе архивирано. Во меморијата на секој од вас е влезен фактот дека бугарското вето во Република Македонија или бугарското вето за Република Македонија е платено од македонски олигарси, платено од луѓе кои се блиски на опозицијата, односно луѓе кои финансираат опозицијата и луѓе кои треба да завршат на затворска казна или на топол оброк 3 пати на ден во трајање од 10, 15 или 20 години. До 2017-2018 година и до избивањето на аферата Рекет, воопшто не се поставуваше прашањето дали бугарите ќе стават вето за Република Македонија. Кога го отворивме тоа прашање, кога ја наметнавме таа теза, имаше милион коментари. Купен, продаден, овој те финансира, тој те финансира и така натаму и така натаму. И не помина 12 месеци, сега веќе и на врапчињето им е јасно дека бугарското вето во однос на Република Македонија е платено со македонски пари. И што правиме сега? Гледате како, почитани гледачи, јас не реагирам на тоа што го зборите. Јас не реагирам на вашите коментари, не реагирам на вашите навреди. Оставам времето да си покаже. Ако вие верувате во себе и во тоа што го работите, времето ви е единствен и најдобар, најверен сојузник. Само времето може да ве потврди. Се друго може да ве остави на пола пат, може да ве изневери, но ако сте на вистинскиот пат, времето секогаш ќе ве потврди. Втората теза е дека протестите за луѓето кои лежат во македонските затвори поради настаните на 27 април, дека тие два големи протести кои беа направени по скопските улици, дека всушност се протести за спас или за ослободување на Јордан Орце Камчев. И доаѓавте, и повторно се каравте, велевте дека тоа не е така, дека вашите браќа лежат недолжни невини во македонските затвори, дека вие ќе направите се да ги ослободите тие луѓе. И што стана со тие луѓе? Ги заборавивте? Бидејќи партијата не ви кажува да се борите за тие луѓе. Со кого коалицира сега ВМРО ДПМН? Со мене? Со камерманот? Со Зиедин Села? Па поло од тие луѓе лежат во затворите поради тепањето на Зиедин Села. Ги заборавивте за една коалиција со Зиедин Села, сите тие луѓе. Не ви се веќе браќа? Сестри ви се? Макија сте им? Веќе не сте им мајка? Како одеднаш, бидејќи партијата така не ви кажува, не ви кажува ова медиумско и политичко подземје финансирано од Јордан Орце Камчев, кој креваше халабуки, кој правеше разни фешти, емисии, се презентираа докази во наводници, се правеше се и се што, за да се докаже дека се тоа протести за спас на тие луѓе, а тоа беа всушност протести за пат на владата и за ослободување на Јордан Орце Камчев. И времето тоа го потврди, односно ги демонтираше сите ваши тези и сите ваши напади дека тоа не е така. И сега ВМРО ДПМН коалицира со Зиедин Села. Каде на ВМРО ДПМН е? Може да му користат гласовите на Зиедин Села. Зиедин Села е партијата од типот на партијата на Мендух Тачи. Таа е некој начин локал патриотска партија. Најсилна е Струга, Гостивар и Тетошко, односно Полошкиот регион, евентуално Куманово. Таа партија не може да донеси гласови на ВМРО ДПМН. Каде таа партија ќе донеси гласови на ВМРО ДПМН? Во Битола, во Прилеп, на Митко Јанчев во Кавадарци не му треба гласовите на Зиедин Села. Таму и нема гласови Зиедин Села. Во Куманово, па Тони Михайловски има големи шанси да не се пласира во вториот круг. Толку е голема разликата во Куманово во однос на Тони Михайловски и од Максим Димитриевски и од кандидатот на СДСМ. Каде ВМРО ДПМН е? Ги жртвуваш овие браќа кои лежат за 27 април, за да ги добие гласовите на Зиедин Села. Па таа коалиција
помеѓу Зиедин села и ВМРО ДПМН, корис може да има само Зиедин села, односно Арбен Таравари да помени во Гостивар. Тоа се работи и спинови кои се со кратки нозе, кои сушно се направени за да може да се направи еден смут на македонската политичка сцена. И тоа не траеше повеќе од 2 месеци, тоа не траеше повеќе од 3 месеци. После 3 месеци и самите станавте свесни дека тој тамо некој Боби од Канада кој не дојде на протести да се бори за браќата. Одеднаш некој Боби од Канада организира илјадници луѓе да протестират по македонските улици. Па правеа онлайн дебати, па правеа трибини, па фрла дрва и камења против мене, па сум бил платен од Вице Заев, па сум бил платен од Зоран, па сум бил платен од Митко Јанчев, а сето истиот Митко Јанчев го голтнавте како локум после турско кафе. Па нели е предавник, нели е северџан Митко Јанчев? Како од една сега Митко Јанчев ќе ви биде ударна тупаница на локалните избори? Јас и тогаш и сега сметам дека Митко Јанчев не треба да биде лидер на ВМРО ДПМН. Митко Јанчев не треба да биде ни градоначалник на општина Кавадарци. Јас можам да бидам пријател со Митко Јанчев, можам да се дружам со Митко Јанчев. Меѓутоа јас не верувам во капацитетот на Митко Јанчев. Напротив, сметам дека Митко Јанчев имаше некоја историска шанса и таа историска шанса ја прокоцка како некоја пубертетлика која се заљубила во некој тамо несреќен или погрешен човек. И гледате како сите тие тези поврзани со 27 сега ви се растурија ко мер од сапуница. Нема веќе Зиедин села, нема веќе браќа и сестри, нема веќе уставобранители кои ќе ги браните. Сега е важно да се победи на избори. Зошто? За дел од вас да добијат одредени фотели, другите добијат одредени пари од Јордан Камчев или од друга некоја политичка структура, дали одредени шпагети или гулаш вестерн пари кои ќе дојдат од Будимпешта преку Љубљана, не е битно. Гледате, за судбините на 1, 2, 3, 50 или 100 луѓе, без разлика дали се во затвор или припаѓаат ново политичко и на медиумско подземе во Република Македонија, вие си играте со судбините на луѓе кои можеби невини лежат во македонските затвори, ги заборавивте браќата. Толку беше. 1-2 месеци, ука, бука, хала, бука и толку е. Сега ќе правите коалиција со Зиедин села. Супер. Продолжете така. Кога ви правев анализи дека Радмила Шекеринска ќе биде смената од заменик председател на СДСМ, велите дека тоа не може да се случи. Дека Радмила Шекеринска е подолго во политиката од Џо Бајден. Кој велев дека во Куманово ќе дојде до раскол помеѓу Оливер Спасовски и Максим Димитриевски, исто така велев дека тоа не е точно, дека не може да се случи. Единствена работа која чекам времето да ја потврди, таа е мојата анализа дека со позеленувањето или станување зелена партија на ДУИ, незината трансформација, метаморфозис и така натаму, на Али Ахмети од УЧК лидер до лидер на зелена партија, сепак треба повеќе време, треба еден подлог временски период, но тоа е следната теза. Јас проценувам дека е само прашање на техника на време и на процеси како партијата ДУИ Али Ахмети, партијата СДСМ и Зоран Заев од предизборна ќе станат изборна коалиција, па дури можат и да се сраснат да станат една политичка партија или еден политички субјект. Тоа се тезите кои беа кажани. И четвртата теза, која беше клучна, дека Зоран Заев и Сашо Мјалков се во перманентна комуникација, дека постои коалиција помеѓу Зоран Заев и Сашо Мјалков. А мојата теза постојано беше дека Сашо Мјалков е во коалиција со Христијан Мицковски, дека Сашо Мјалков е протеже на Христијан Мицковски, дека Сашо Мјалков, Никола Груевски и Јордан Орце Камчев никош не биле скарани, никош не биле влошени нивните односи со Христијан Мицковски. Нивен избор е Христијан Мицковски, не е мој избор Христијан Мицковски. Тие го донесоа на чело на партијата и тие го чуват и го штитат на чело на партијата. Сашо Мјалков имаше можност помеѓу два избори, или требаше да направи избор помеѓу две ситуации. Тој не можеше да добие нов кредит, туку требаше да враќа стар кредит. Секој кој се бави со политика знае дека американците не ви даваат нов кредит, нов политички кредит, ако вие не го вратите стариот кредит. Сашо Мјалков ниту подразно не можеше да добие нов политички кредит од американците. Тој требаше да го враќа стариот кредит. Стариот кредит кој му беше даван изминатите 10 или 15 години. Знаете што е проблем кога треба да враќате стар кредит? И вашите деца го враќаат тој кредит. Не престанува враќањето на тој кредит. Тој е како револвинг кредит. Вие враќате и повторно доспеваат рати кои треба да ги плаќате. Сашо Мјалков, избирајќи дали да враќа стар кредит или да заврши во затвор, одбора да заврши во затвор, односно одбор да заврши во притвор.
бидејќи процени дека ако инвестира во ВМРО ДПМН, може би не денес, ама за 1, 2, 3, 5 години ВМРО ДПМН ќе се врати на власт и ќе го амнестира Сашо Мјалков. Значи Сашо Мјалков направи избор, не сака да го враќа стариот кредит, се обиде да манипулира со американците, даваше ветување дека ќе го смени Христијан Мицковски, даваше ветување дека ќе направи една или друга работа и тоа не го правеше. И на крај, бидејќи не го враќаше кредитот, заврши на топол оброк 3 пати на ден. Затоа велам, со американците не можете така да играте. Без разлика дали се на вакви, на стаклени или на здрави нозе, без разлика што им се случи во Афганистан, ќе видиме се и понатаму што ќе се случи во Афганистан, таму работата не е завршена. Испадна дека афганистанците паднаа за 7 дена, талибанците дојдоа за 7 дена и дојдоа на чело со човек кој беше пред 3 години ослободен од пакистанските затвори токму во времето на Доналд Трамп и во договор со американците, односно со американската ЦИА. Затоа велам, со американците вие не може да играте така, без разлика дали имат скршени нозе, раце или имат скршени забе, тие се уште се суперсила број 1. Да, се менува времето кога постоеше само една суперсила, меѓутоа се дека не се направи некој ново време, дека не се направи некој нов амбиент, вие мора да го респектирате тој амбиент кој постои на теренот. Затоа велам, Сашо Мјалков одбра да заврши во затвор, сметајќи дека после 4 или 5 години ВМРО ДПМН ќе дојде на власт и ќе го амнестира. И тоа беше тезата која ве кажав постојано, дека не постои конфликт, дека мериот Конгресот не е мериот Конгрес и коалиција направена за промена на Христијан Мицковски, туку е направена за останување на власт на Христијан Мицковски. Требаше да биде направена една реприза на оној договор помеѓу Никола Груевски и Лјупчо Ѓоргиевски. Лјупчо Ѓоргиевски влага во конфликт или во конфликт со Никола Груевски, целото криминално милје Лјупчо Ѓоргиевски го презима на себе и Никола Груевски добива чиста партија. Чиста партија која 2006 година победила на изборите. Истото сценарио требаше да е направено со мериот коалицијата. Целиот криминал или криминално милје или милје кое беше офирано од страна на македонските медиуми на македонската политичка сцена, требаше да го преземи Сашо Мјалков, а Христијан Мицковски достани со чиста партија. И со таква чиста партија Христијан Мицковски не успева 4 години да победи на ниту едни избори во Република Македонија. И сега дилемата кај Никола Груевски, кај Јордан Орце Камчев и кај Сашо Мјалков е како да направат ВМРО ДПМН да победи на некои избори. Може би решението е Даниела Арсовска, но не на овие избори, на некои следни избори, но за тоа во четврток во 22 часот. Не ви се допаѓаше ниту тезата дека најголема, најдобра и најисплатлива инвестиција на Зоран Заев е Христијан Мицковски, министерот за опозицијата во владата на Зоран Заев. Доаѓавте, се спротивставувавте, се каравте, не се согласувавте со таа теза. После 4 години сите од вас сега сте разочарани во ВМРО ДПМН и голем дел од вас велите дека ќе гласате за левица. Дека Христијан Мицковски е во одредена тајна коалиција со Зоран Заев и дека прават се да бидат реализирани одредени процеси во Република Македонија. Почнувајќи од референдумот, промена на името, сите уставни измени кои се направени, пописот во Република Македонија и така натаму и така натаму. И кога јас ви кажав дека навистина Христијан Мицковски е најдобрата инвестиција на Зоран Заев, бидејќи само Христијан Мицковски на чело на македонската опозиција го остава Зоран Заев на власт во Република Македонија, вие не се согласувавте. Сега се согласувате и мислам дека е редно да дојдете и да признаете, да речете да, беше во право. Беше во право кога пред 3 години кажуваше дека Зоран Заев инвестира во Христијан Мицковски. Зоран Заев и денес ќе инвестира во Христијан Мицковски. Зоран Заев ќе направи се Христијан Мицковски достане на чело на ВМРО ДПМН. Ако Мицковски ги изгуби локалните избори, тоа ќе биде навистина тешко да биде реализирано, но има исто одредена варијанта која може да направи одредена вин-вин ситуација. И Зоран Заев да победи на локалните избори и Христијан Мицковски достане на чело на ВМРО ДПМН. А тоа е да бидат распишани предвремени избори во рок од 6 до 9 месеци после локалните избори, бидејќи ВМРО ДПМН го чека редовен конгрес после изборите, веќе е закажан, веќе и термин ноември, има варијанти дали да биде онлайн, дали да не биде онлайн, така натаму и така натаму. Ако Зоран Заев победи на локалните избори и ако распиши брзи предвремени избори, тогаш мал број на луѓе прво ќе може да го сменат Христијан Мицковски во ВМРО ДПМН, ако не добијат зелено светло од Никола Груевски, Сашо Мјалков и Јордан Орце Камчев. И второ, и ако има такви заинтересирани, ретко кој од нив би се нафатил после пораст на локални избори, после евентуален пораст на локални избори, да дојде на чело на партија, кој има изгубено 6 или 7 избори и за 6 или 9 месеци ја чекат предвремени парламентарни избори.
Тоа значи дека Зоран Заев, ако распише предвремени избори, по евентуална победа на локални избори, ќе му возможи, може би, на Христијан Мицкоски да остане на чело на ВМРО-ДПМН, а ако Христијан Мицкоски го преживее, Конгресот остане на чело на ВМРО-ДПМН, ќе остане наредните 4 години. Сега да не е човек во кожата на тоа политичко и на тоа медиумско подземје во Република Македонија. Мала бара, многу крокодили. Многу крокодили, а малку пари. Сегнуваат маđарските или секнуваат унгарските пари. Виктор Орбан го чекаат идната пролет многу неизвестни парламентарни избори. Има најава за официјална посета на папата на Унгарија, но нема најава за средба помеѓу папата и Виктор Орбан. Може би ќе се смени нешто во последен момент, меѓутоа како што сега стојат работите, нема најава за средба помеѓу папата и Виктор Орбан. Тоа ќе биде завршниот удар во Виктор Орбан. Гледате, цела машинерија е крената, цела машинерија ставена во функција, во погон, за да биде сменет Виктор Орбанов власт во Република Унгарија. Ако папата нема официјална средба со Виктор Орбан, а партијата на Виктор Орбан всушност беше партија која изминатите 30 години е цело време поддржувана од католичката црква. Тие се против геј бракови, тие се против геј паради. И одеднаш папата не сака да се сретне со Виктор Орбан. Не само што ќе секнат унгарските пари, туку ќе биде растур систем во сите медиуми кои се финансирани со унгарски пари. Нема пари од опозицијата, нема пари од Јордан Орце Камчев. И ќе стане бежање, ќе стане хаос, ќе се растури како што се растури афганистанската држава. Као кула од карти. Затоа сега ќе направат се, не само да победат на овие локални избори, туку да го извадат главниот мецена од затвор. И затоа ударот ќе биде на Виктор Виновски, ќе биде ударот на Агенцијата за национална безбедност, бидејќи со белешка на Агенцијата за национална безбедност, тамо некаде пред 6 месеци, Јордан Орце Камчев заврши во притвор во Шуторизари или на топол оброк 3 пати на ден. Бидејќи сега се во паника, луѓе кои се во паника ќе направат се и се што. Ќе има таква валка на кампања, не само против Виктор Димовски, против сите кои му се спротивставува, против сите кои ќе им застанат на патот, бидејќи тие веќе, знаете како оние јаголи, кога да се мрестат, ко поминуваат низ реки, па поминуваат низ земја, па поминуваат низ хидроцентрали, бидејќи тоа е порив за преживување. Овие луѓе без парите на Јордан Орце Камчев не може да преживеат ни 24 часа. Ова политичко, ова медиумско подземје, ова застава филм групација, па му прават сега одредени фан групи на Јордан Орце Камчев, па прават одредени текстови како да е Нелсон Мендела, како да е некој маченик кој е ставен во затвор. Тие не се борат за Јордан Орце Камчев, тие се борат како финансиски да опстанат, како финансиски да издржат и како финансиски да не пропаднат. Ова ќе биде многу валкано време. И после ова што кажам, ќе има една серија на напади. Купен, платен, ова, она и така натаму и така натаму. Знаете, крадецот секогаш вели, држте го крадецот. Лоповот апашот секогаш вели, држте го апашот. Курвата или Роспијата секогаш вели, гледате Роспијата. Овие луѓе се луѓе без скруполи. Тие нема што да изгубат. Тие изгубиле се во животот. Остана да зависа само од парите на Јордан Орце Камчев и од унгарските пари. И ако ги нема тие пари, никој нема да жали ни 5 пари за нив. Што ќе прават СДСМ и Зоран Заев? Зоран Заев, ако сака да продолжи својата политичка кариера, мора да победи на локалните избори. Всушност, локалните избори се најголемата и најдобра инвестиција на Зоран Заев за да победи на евентуални предвремени парламентарни избори. И ако Зоран Заев 2016, 2017, 2019, 2020 година во изборни циклуси вложуваше многу пари, 2021 година треба да вложи екстремно многу пари ако сака да победи на локалните избори и тоа да биде негова најдобра инвестиција за победа на предвремени парламентарни избори. Само така Зоран Заев може да продолжи својата политичка кариера. СДСМ се наоѓа во една многу чудна ситуација. Победува 5 или 6 изборни циклуси, меѓутоа сега на овие локални избори, освен во Скопје и во Гевгелија, СДСМ во ниту еден од своите бастиони, каде што победува изминатите 30 години, не оди со актуелниот кандидат за градоначалник. Тоа не е ниво Карпош, тоа не е ниво Центар, тоа не е ниво Битола, тоа не е ниво Штип, тоа не е ниво Охрид. Во Охрид и во Штип имаше вонредни избори 2019 и 2020 година. Во Охрид почина градоначалникот, во Штип градоначалникот стана министар за транспорт и врски. И тоа се случува во Република Македонија. СДСМ сега треба да одговори на граѓаните,
Зошто во општина Центар, зошто во општина Карпош, зошто во Битола, зошто во Прилеп, старите кандидати за градоначалници не добија шанса да трча за нов мандат. Ако СДСМ биле задоволни од нивната работа, ако СДСМ бара уште еден мандат, доверба за уште еден мандат на своите кандидати за градоначалници, тогаш треба да објасни зошто старите градоначалници не добија шанса за нов мандат на Централниот одбор или на Извршниот одбор на СДСМ. Затоа велам, СДСМ и Зоран Заев сега се одредено политичко премирешје. Ке треба да ги добијат по секоја цена локалните избори, за да може Зоран Заев да продолжи својата политичка кариера. Ако Зоран Заев не победи на локалните избори, ќе влезе во голема политичка криза. И така е сега нестабилно парламентарното мнозинство. Гледате, секој месец Христијан Мицковски ВМРО ДПМН се фала дека направиле ново парламентарно мнозинство, а веројатно таму има тројца или четворица пратеници кои се обидуваат да кокетираат со сите, кои се обидуваат да добијат нешто и од опозицијата, да добијат нешто и од власта. Затоа велам, Зоран Заев ќе треба да направи се да победи на локалните избори, ако сака да остани на чело на македонската влада и чело на СДСМ. При тоа, треба да внимава како тоа ќе го направи. Гледате каков амбиент се создава сега во Република Македонија. Дека Петре Шилегов може да победи на изборите во Скопје само со фалсификат. Дека ако Петре Шилегов победи на изборите во Скопје, то сигурно е направено со фалсификат. Тоа што Александар Даштевски е прв човек на Државната изборна комисија, тоа што се прифатени сите барања на опозицијата, тоа што се купени фингерпринтови или тоа што го бараше опозицијата, врска нема. Амбиентот кој сега се прави дека Петре Шилегов, кој е неомилен кај скопјани, може да победи само со фалсификат. И СДСМ со целото количество на пари кој ќе го истовари на терен, треба да внимава да не им се направи реприза на 1999 година или тоа што им се случи на ВМРО ДПМН. Или тоа што Лјупчо Ѓоргиевски го дефинираше како пирова победа, победа за која платија голема цена. Доаѓањето на чело на државата на Борис Трајковски, неговиот избор за претседател на Република Македонија, всушност значеше почеток на падот на ВМРО ДПМН. И затоа велам, на вистина срешата на тортата на сите локални избори е да добиете градоначалник на Скопје. Но при тоа СДСМ мора да внимава, да не се наметни впечатокот дека Петре Шилегов ако победи и добие втор градоначалнички мандат, дека нема да победи како Борис Трајковски 1999 година кога Мендов Тачи и партијата ДПА правеа касапана. И на одредени албански гласачки места имаше 2000 или 3000 гласа разлика за Борис Трајковски во однос на Тито Петковски. Затоа велам, Зоран Заев мора да ги добие локалните избори ако сака да продолжи својата политичка кариера. И Зоран Заев ќе вложи многу пари на локалните избори, бидејќи знае дека таа инвестиција која ја вложува на локалните избори ќе му се исплати на евентуални предвремени парламентарни избори. Да бидам прецизен, почитувани гледачи, овие избори не може да ги добие Христијан Мицковски. Овие избори може да ги изгуби Зоран Заев. Тоа е суштината. Ако Зоран Заев не направи грешки и ако Зоран Заев со доволно количество на пари во наводници ги исправи грешките кои ги правил изминатите 4 или 5 години како власт во Република Македонија, односно ако Зоран Заев вложи во локалните избори повеќе пари отколку што ќе вложат Никола Груевски, Сашо Мелков и Јордан Орце Камчев, тогаш Зоран Заев ќе ги добие изборите. При тоа, предвремени парламентарни избори, после евентуално добиени локални избори, се насушна потреба на Зоран Заев. Ако Зоран Заев сака да ја стабилизира својата власт, ако сака да ја стабилизира својата партија, тоа мора да го направи после предвремени парламентарни избори. Ако Зоран Заев влезе во процес на расчистување, темелно расчистување на Радмила Чекеринска или темелно расчистување на Оливер Спасовски, тоа може да го направи само после предвремени парламентарни избори и правење на ново парламентарно мнозинство и правење на нова влада. Гледате, Зоран Заев покажува одредена колебливост. Ја менува Радмила Чекеринска од функцијата заменик председател на СДСМ, но останува министр за одбрана. Ако ја подцените Радмила Чекеринска, ако ја смените, меѓутоа не ја смените брутално Радмила Чекеринска, тоа е мачка со 9 животи. Таа повторно ќе ви се врати. И Бранко Царенковски ја смени Радмила Чекеринска 2008 година, па се врати 2011 година како кандидат за премиер од редовите на СДСМ. Гледате што се случува во бастионите на СДСМ, тамо каде што Оливер Спасовски и Радмила Чекеринска ја црпат својата сила. Или тамо каде што потекнува од Оливер Спасовски и Радмила Чекеринска, а тоа е градот Команово и тоа општина Центар. Има независна советничка листа во општина Центар. Жената е блиска, пријателка, некој била дури и старосватица на Радмила Чекеринска, господјата Белчева. Татко
Фиското на господјата Белчева беше вработен, беше главен у Министерството за надворешни работи, кога се издава тие дозволи за реекспорт, кога беа санкциите кон СР Југославија. Гледате што се случува во општина Куманово или во градот Куманово. Максим Димитриевски се кандидира како независен кандидат за градоначалник, доаѓа до еден тотален раскол во таа структура. Куманово е секојаш општина кај што има многу силни ферментирања, многу силни расколи. Самиот Оливер Спасовски беше исклучен од партијата тамо некаде пред 20 години, кога начело на партијата е Бранко Цренковски. Меѓутоа велам, Зоран Заев ми се чини дека му се плаши помалку на Оливер Спасовски, а не отиде до крај во расчистување на структурите на Радмила Шекеринска и му се случи тоа што му се случува во општина Центар и во општина Куманово. Само со предвремени избори Зоран Заев може да се спаси од сегашниот хаос што го има со ова тенко парламентарно мнозинство. Тамо веќе одредени политички партии не кријат дека се подготвени да кокетираат и да се договарат и со црниот ѓавол за да добијат повеќе пари, да добијат подобри средства, да добијат поважни фотели. Дали ќе биде тоа ВМРО или СДСМ, те се навикнати изминатите 20 или 30 години да коалицираат со секој и со секого, само да ги задоволат своите апетити и да ги задоволат своите амбиции. Така, ако сака Зоран Заев да има стабилна влада и да има стабилен тек на неговата политичка кариера, мора по секоја цена да победи на локалните избори, да има предвремени парламентарни избори и ако сака да раштеси со Радмила Шекеринска и со Оливер Спасовски, тоа да го направи после евентуално предвремени парламентарни избори. Бидејќи коалиција на Радмила Шекеринска и на Оливер Спасовски може да биде кобна по Зоран Заев. Зоран Заев сгреши што лобираше двата најмокни министри во неговата влада да добијат НАТО сертификати. Требаше да ги остави да бидат без НАТО сертификати. Меѓутоа тој сметаше дека ако клучните министри не добијат НАТО сертификати, а власта го сменила името, дека тоа ќе биде одредена потврда дека власта е некапацитетна и дека не ужива поддршката на НАТО и на Брисел, без разлика што го сменила името. И наоѓајќи се на таква политичка конјунктура и ситуација, тоа направи се двата клучни министри да добијат НАТО сертификати, иако долго време Брисел и НАТО не беа баш волни да им дадат НАТО сертификати или безбедносни сертификати поради некои нивни бизнис или политички или било какви други врски со соседна Србија или со Белград. Зоран Заев, за да може да излезе од тоа менгеме на Радмила Шекерински и Оливер Спасовски, а и понатаму да го остави на чело на ВМРО ДПМ на Христијан Мицкоски, мора многу математички прецизно да победи на локалните избори, да има предвремени парламентарни избори и после тие избори да формира стабилна влада. Во Куманово ќе имаме брутална пресметка. Брутална пресметка на локалните избори. При тоа таа пресметка нема да биде пресметка помеѓу ВМРО ДПМ и СДСМ, туку ќе биде пресметка внатре во СДСМ. Максим Димитриевски ќе биде независен кандидат, а кандидат на СДСМ за градоначалник на Куманово мандатот 2021-2025 година е човек и избор на Оливер Спасовски. Максим Димитриевски ниту 2017 година немаше да добие шанса да трча за градоначалник на Куманово, ако не беа настаните на 27 април и она негова раскрвавена глава и она негово бранење на Зоран Заев. Ако не беа настаните на 27 април, ниту 2017 година Максим Димитриевски немаше да биде кандидат на СДСМ на градоначалничките избори во Куманово. Тој конфликт помеѓу Оливер Спасовски и Максим Димитриевски трае со години. Во меѓувреме, како градоначалник на општина Куманово, Максим Димитриевски влезе во конфликти со Венко Филипче за одредени негови фејсбук статуси кои беа пишувани против Венко Филипче и одредени тендери кои Венко Филипче наводно ги има правено во Министерството за здравство и се скара и со Зоран Заев, он е негови изјави после интервјуто на Зоран Заев за БГНЕС и она нестрикно интервју кај што Зоран Заев дека имаме заедничка историја со Бугарија, кај што вели дека бугарите го имаат ослободено Куманово и тогаш доаѓа до контранапад од Максим Димитриевски или доаѓа до одредени фејсбук статуси, одредени изјави во медиумите под контрола на опозицијата од страна на Максим Димитриевски. Така да што тој конфликт помеѓу Максим Димитриевски и раководството на СДСМ не е конфликт кој од денес, не е конфликт кој од вчера. Тој конфликт кој трае со години наназад. Меѓутоа во меѓувреме со своето работење или со своите постапки, Максим Димитриевски, освен Оливер Спасовски, како своји непријатели ги направи и Венко Филипче, кој е сега подпредседател на партијата, и Зоран Заев, кој е избран на непосредно гласен или ја бетонираше својата лидерска позиција во партијата. Сега во Куманово ми се чини дека ќе имаме реприза на тоа што се случи 2013 година во општина Карпош.
Тони Михајловски во Куманово треба да има ролјата на Јагнула Куновска. За тие што не се сеќавате или за тие што се помлади, да објаснам што се случи 2013 година во општина Карпош. Стефче Јакимовски беше член на извршниот одбор или извршниот комитет на СДСМ. Дури многумина го гледа како наследник на Бранко Царенковски. Бранко Царенковски му имаше понудено на Стефче Јакимовски да биде генерален секретар на партијата. Наташа Савова и групацијата на Наташа Савова секогаш му дава поддршка и стоја за Стефче Јакимовски. И всушност Стефче Јакимовски беше новата звезда на СДСМ после враќањето на Бранко Царенковски на чело на партијата по завршување на неговиот претседателски мандат, тоа е 2009 година. 2013 година Стефче Јакимовски одлучува да се само кандидира, односно да не го почитува, да не го респектира ставот на партијата, да ги бойкотира локалните избори, туку одлучи да оди на локални избори. За Стефче Јакимовски стоеше ВМРО ДПМНЕ. Гледате како некоја ситуација се повтори око карма, почитувани гледачи. Зоран Заев, Зоран Дамјановски Циц, Стефче Јакимовски, таа структура која го рушеше бојкотот, Аце Петревски од Охрид, кој го рушеше бојкотот на Бранко Царенковски 2013 година, и беа собрани во хотелот Романтик на Велешко езеро, и беа на директна линија со Сашо Мијалков, сега на дел на таа структура им се случува Максим Димитриевски. При тоа Максим Димитриевски е човекот кој прв јавно на Централен одбор му се спротивставува на Бранко Царенковски и пред сите 120 членови на Централниот одбор му кажува дека му е погрешна политиката за бојкот на локалните избори 2013 година. Тогаш Максим Димитриевски беше со Радмила Шехринска, беше со Зоран Заев. Сега е на обратна страна. Меѓутоа се вратиме на 2013 година. 2013 година СДСМ истрчува на локалните избори во општина Карпош со својот најголем адут, а тоа е генералниот секретар, тогашниот генерален секретар и поранешен градоначалник на општина Карпош Андреј Петров. И Андреј Петров беше прегазен од Стефче Јакимовски. Јагнула Куновска не успева као кандидат на ВМРО ДПМНЕ да влезе во вториот круг на градоначалничките избори и гласовите на ВМРО ДПМНЕ му се дадени на контото на Стефче Јакимовски. Мене ми се чини дека на иста разврска сега ВМРО ДПМНЕ ќе оди во општина Куманово. Тони Михајловски е избран да може во вториот круг да му ги даде гласовите на Максим Димитриевски. Бране Петрушевски, пратеникот Бране Петрушевски, кој веројатно имаше амбиција да биде кандидат на ВМРО ДПМНЕ за градоначалник на општина Куманово, ова застава филм групација го форсираше Бране Петрушевски. Бране Петрушевски имаше Facebook и Twitter статуси против Максим Димитриевски и ке беше глупо ако биде кандидат на ВМРО ДПМНЕ и не влезе во вториот круг после толку силни напади на Максим Димитриевски да ги повика своите гласачи да гласа за Максим Димитриевски во вториот круг. Затоа одбран Тони Михајловски, кој треба да одигра својата животна политичка ролја, да не влезе во вториот круг и да му ги пренесе гласовите на Максим Димитриевски. Можете да предпоставите кој судир ќе биде помеѓу човекот и структурата на Оливер Спасовски и структурата на Максим Димитриевски. Во Куманово се одлучува кој ќе биде новиот лидер на СДСМ. Ако Оливер Спасовски го победи Максим Димитриевски, тогаш Оливер Спасовски ќе има бришан простор после евентуално повлекување на Зоран Заев да дојде на чело на СДСМ. Но ако Оливер Спасовски изгуби од Максим Димитриевски на градоначалничките избори во Куманово, Максим Димитриевски е новата звезда на македонската политичка сцена. Максим Димитриевски, ако победи на изборите, ќе биде тоа што беше Андреј Жерновски 2013 година. Андреј Жерновски победил во општина Центар и не знае како тоа да го капитализира. Ми се чини дека ако Максим Димитриевски победи во Куманово, нема да ја направи грешката на Андреј Жерновски. Ке знае како тоа да го капитализира. И затоа изборите во Куманово се клучни. Клучни не само за разврските во СДСМ, туку и за политичките разврски во Република Македонија. Јас со нетрпение го чекам тој дуел помеѓу Оливер Спасовски и Максим Димитриевски. Гледате, Максим Димитриевски не ја прави грешката како што ја прави градоначалникот во општина Радовиш. Се собират приврзаници на СДСМ, ги палат и ги фрлат членските книжки пред општина Радовиш. Максим Димитриевски тоа не го прави со своите симпатизери и приврзаници во Куманово, што покажа дека Максим Димитриевски има многу поголеми амбиции од тоа да биде уште еден мандат градоначалник на Куманово. Може да биде, може да не биде, но има многу поголеми амбиции од градоначалникот во Радовиш. Бидејќи Максим Димитриевски исто така можеше да организира 200, 300, 500 луѓе, да дојдат пред општина Куманово или да дојдат пред седиштето на СДСМ и да ги скинат партиските книжки од СДСМ, тој тоа не го прави. Проблемот на Максим Димитриевски и Оливер Спасовски.
5 или 10 пати ви имам кажано и ќе повторам по 6 или по 11 пат. Оливер Спасовски е екстремно, повторам, екстремно интелигентен политичар. Гледате со каква леснотија ги елиминираше Максим Димитриевски и елиминираше Фросина Раменска. Максим Димитриевски беше председател на партиската комисија за одбрана, а Раменска беше председател на партиската комисија за внатрешни работи, кога СДСМ е во позиција координатор на двете комисии е Оливер Спасовски. Оливер Спасовски успева елегантно да елиминира и Фросина Раменска, која не станал министар за внатрешни работи, и да го елиминира Максим Димитриевски. Сега Оливер Спасовски мора да победи на изборите во Куманово, бидејќи тоа ќе зависи неговата политичка кариера. Ако победи на изборите во Куманово, на бел кон ќе дојде во Скопје и ќе може пред секој во централата на СДСМ да ги презентира своите политички амбиции. И тоа гледате што сега се случува, почитани гледачи. Имате раскол во Куманово, сегашниот или актуелниот градоначалник Максим Димитриевски се кандидира за нов мандат, собира подписи и оди кон независен кандидат. Кандидатот на СДСМ за нов градоначалник всушност е близок пријател на Оливер Спасовски. И сега нема конфликт на јавна сцена помеѓу Оливер Спасовски и Максим Димитриевски. Зоран Заев на јавна сцена се конфронтира со Максим Димитриевски. Значи Зоран Заев ги задоволува барањата на Оливер Спасовски, ги удоволува барањата на Оливер Спасовски, застанува за изборот на Оливер Спасовски, тројца сериозни кандидати има во Куманово, на анкетите вела дека води Максим Димитриевски, меѓутоа тој е во конфликт со целото раководство на СДСМ, го пуштаат низ вода и прито човекот кој го пушта низ вода, кој 5 или 6 години работи на негова политичка елиминација, министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, не се конфронтира јавно со Максим Димитриевски. Дури има една многу беневолентна изјава во интервјуто на Канал 5 телевизија дека тоа е работа на семејството, кој ќе го напушти семејството, тој е негов личен избор и така натаму и така натаму, туку фајтањето, тепањето со Максим Димитриевски го прави Зоран Заев. Тотално непотребно. Битката во Куманово не е битка на Зоран Заев. Битката во Куманово е битка на Оливер Спасовски. Оливер Спасовски, Радмила Шекаринска. Комбинацијата на Оливер Спасовски и Радмила Шекаринска се најголема опасност за Зоран Заев. На Зоран Заев му одговара Оливер Спасовски да искрвари во Куманово, да употреби све што има на располагање. Политичко, криминално подземје, албански гласови, Министерство за внатрешни работи. Значи Оливер Спасовски, за да може да ги преживее локалните избори во Куманово, мора да ги добие тие избори. А таму ќе се судри со коалиција на ВМРО-ДПМН, тајна коалиција на ВМРО-ДПМН и Максим Димитриевски. За да победи на тие избори, Оливер Спасовски прв пат во својата кариера ќе треба да игра без ракавици. Да игра на се или ништо. Оливер Спасовски е екстремно интелигентен човек, но и екстремно плашлив човек. Секој се обидува, ако не мора, да не биде во првите борбени редови. Да стои за Зоран Заев, да стои за Зоран Демјановски Циц, да стои за Радмила Шекаринска, меѓутоа е исклучително интелигентен. Секој знае како да ги натера тие луѓе или луѓето кои се пред него или кои се над него да ги спроведат работите кои тој ги сака. И сега го натера Зоран Заев тоа да го направи. Наместо Зоран Заев да го остави Оливер Спасовски да искрвари во Куманово, мене ми се чини дека Зоран Заев помалку му се плаши на Оливер Спасовски, помалку влезе во филмот на Оливер Спасовски и наместо Оливер Спасовски, ако Зоран Заев не влечи мудри потези, Зоран Заев ќе искрвари во Куманово. Кога правите одредена политичка анализа, изимате луѓето кои му се најлојални на лидерот и луѓето кои му се лојални, но не лојални до бескрај. Или не лојални, знаете, до сечање вени на лидерот. И на една страна, во СДС можеме да ги ставиме Венко Филипче, Бојан Маричич и Лјупчо Николовски. На друга страна Радмила Шекаринска, Стево Пендаровски и Оливер Спасовски. Гледате, Венко Филипче успева да го поклопи Стево Пендаровски. Во многу наврати Венко Филипче успева во јавноста да презентира различни ставови од Стево Пендаровски, па дури да се конфронтират на јавна сцена околу вакцините. И мислам дека од ова тројка неднати на другата страна, Венко Филипче најдобро го има покриено Стево Пендаровски во однос на тоа што го имат направено Бојан Маричич или Лјупчо Николовски. Бојан Маричич, како еден од тројката најблиски соработници на Зоран Заев, требаше да покрие Радмила Шекаринска. Доаѓа од невладениот сектор, доаѓа од оној СОРО сектор во Република Македонија, е десна рака на Лидија Димова, ја наследува Лидија Димова, кога Лидија Димова станува пратеник во македонскиот парламент. Значи Бојан Маричич е дете кој произлегува од невладениот сектор. И Бојан Маричич ги има сите карактеристики, сите предиспозиции да направи баланс
и да ја порази на јавна сцена структурата на Радмила Шекеринска. И не успева да се наметни Бојан Маричич. И тука е едниот проблем на Зоран Заев. Вториот проблем е Лјупчо Николовски. На Лјупчо Николовски му се дадени неограничени можности. Цела партија Зоран Заев му има оставено на Лјупчо Николовски. И Лјупчо Николовски не успева да го анулира влијањето на Оливер Спасовски, кој беше претходно генерален секретар, па подоцна стана министар за внатрешни работи, на таа функција го заменува Александар Керацовски. Значи Лјупчо Николовски не успева на терен да ги порази или да им се наметне на структурите на Оливер Спасовски. И велам, ако Венко Филипч успева некако да му парира на Стево Пендаровски, Бојан Маричич и Лјупчо Николовски не успева да ја парират на Радмила Шекерински, на Оливер Спасовски. И тука е проблемот на Зоран Заев. Јас постојано во некои приватни анализи кои ги правам со пријатели, со колеги, со новинари дома, велам дека Зоран Заев во изминатите 5 години не успева својот струмички модел да го презентира на централно ниво, да го презентира на македонско ниво. Знаете, кога вие го имате тој струмички модел на ниво на Струмица, тоа исто како да гледате одредена снимка на мобилен телефон и подоцна доаѓате на централно ниво во Скопје и таа снимка која гледате на мобилен телефон треба да ја гледате на некој џамбо екран. Тога се размачкуваат боите, станува кармакаше. Тоа се случува со струмичкиот модел на Зоран Заев, од Драги Рашковски, од Ден Дончев, од целата таа структура која Струмица ја донесе во наводници во Скопје, ја донесе во централната власт, не успева да го наметне и да го реализира струмичкиот модел на централно ниво. Па дури ќе си дозволам да кажам дека струмичката екипа на Зоран Заев беше многу подобра екипа од скопската екипа на Зоран Заев. И тука е проблемот на Зоран Заев. Како да продолжи да владее со СДСМ, да победува со СДСМ, со реализација на струмичкиот концепт. Тој е концепт кој го прави најкомотен Зоран Заев. Зоран Заев се чувства најкомотен кој може да функционира во рамки на еден струмички концепт. А тој концепт подразбира вие постојано да ги карате луѓето во врвот на ВМРО-ДПМН. Дали е тоа Славе Гошев, дали е тоа Силвана Бонева, не е битно. Вие постојано мора да ги карате луѓето во врвот на ВМРО-ДПМН, те да вие во перманентни конфликти, вие со сите нив да комуницирате. Вие со сите нив да имате разни бизниси, како што имаше со поранешниот министер за внатрешни работи кој сега на служување на затворската казна, луѓе блиски на Зоран Заев соработуваат со синот на поранешниот министер за внатрешни работи. Тоа е струмичкиот концепт. Струмички концепт сега Зоран Заев не може да го реализира во Република Македонија. Ако сака да продолжи да владее Зоран Заев и со СДСМ, но уште поважно да владее со Република Македонија, мора да најде начин како струмичкиот модел да го реализира во Скопје. Ако веќе не може да го реализира струмичкиот модел, мора да наметне или да најде нов модел, да најде нов концепт. Ми се чини дека Зоран Заев во моментот е затворен во еден тесен круг на луѓе, 10-15 луѓе. Не прима нови идеи, не прима нови луѓе, зависи од потесниот кабинет, ги прима информациите од нив, ставена во едно стаклено звоно. Знаете, човек кој продава лубеници во Горни Милановац, кој знае како се печелат пари, тешко ќе си дозволи да биде затворен во стаклено звоно. И 10 или 15 луѓе да му ги сервират информацијата. Меѓутоа ми се чини дека тоа сега му се случува на Зоран Заев, веќе 5 години е на власт, полека почнува суетата да работи, после 4-5 година сите мислат дека знаат се, дека се најпаметни, дека се најдобри. И тоа сега, таа болка од која страда и Лјупчо Георгиевски, Бранко Црвенковски, Владо Бучковски немаше време, тој беше така роден, Никола Груевски, страда и Зоран Заев. И успева да му се наметнат ова скопска екипа, знаете, типот на Зумбуљага во величенствениот кај што вели премиере, знаете, ови можеле да го направиме вака. Луѓето мислат добро и така натаму. И тоа сега му се случува на Зоран Заев. За Зоран Заев да победи на локални избори треба да расчисти со таа екипа. Гледам по градов или по луѓето со кои комуницирам, тој кажува дека неговата екипа е најдобра во Република Македонија. Не е точно. Неговата екипа е само подобра од неспособната екипа на Христијан Мицковски. За да може да влада и понатаму, треба да обезбеди неговата екипа да биде навистина најдобро во Република Македонија, а не подобро од неспособната екипа на Христијан Мицковски. И на крај некој финале да направи. Зоран Заев треба да постигне 3 или 4 работи. Да победи на локални избори, да оди на предвремени парламентарни избори. По секоја цена да се обиде да го ости Христијан Мицковски начело на ВМРО-ДПМН, бидејќи како велам, или како кажав пред 2 месеци, проблем е за една држава, ако вие лидер на политичка партија или лидер на опозиција, финансиски го одржувате во живот многу поевтино отколку што може да ве чини некоја ваша
швалерка или пријателка која треба многу поскапо да ја плаќате отколку што треба да плаќате лидера на некоја политичка партија. Значи да го остави Христијан Мицковски на чело на ВМРО или да се обиде да остане Христијан Мицковски на чело на ВМРО-ДПМН, да направи нова влада и да расчисти со структурите на Радмила Чекарински и Оливер Спасовски. Ако не расчисти со тие структури, ќе му се случи сценариото на Бранко Царенковски. Бранко Царенковски сметаше дека може да се однесува како американски амбасадор во СДСМ, да има повеќе групации и тој кој американски амбасадор да менаџира со сите тие групации во врвот на СДСМ. Зоран Заев има поинаков начин на функционирање. Бранко Црвенковски, например, го има исклучено Владо Бучковски, меѓутоа го толерираше 2 години Владо Бучковски со серија на изјави и постапки, па дури после 2 години го исклучи од членство во СДСМ. Зоран Заев го исклучи Максим Димитриевски после една изјава, после неколку дена од кога излезе да биде независен кандидат, без поддршка на СДСМ на градоначалничките избори во Команово. Зоран Заев, ако сака да владее со СДСМ, треба да најде модел кој нема да му овозможи да ја заврши својата политичка кариера како што заврши Бранко Црвенковски. Ке биде ова е многу турбулентен период, почитани гледачи. Всушност турбулентен, можеби не е адекватниот или соодветниот збор. Ке биде многу валка. Многу мизерен период во Република Македонија. Медиумите и тајните служби не се реформирани во Република Македонија. Тоа се медиуми кои се од времето на Никола Груевски. Тоа се новинари, медиумски структури од времето на Никола Груевски. Сите тие биле на платен список на Никола Груевски. Сите тие биле купени од Никола Груевски. Имаме тајни служби, исто така од времето на Сашо Мјалков и на Никола Груевски. И Зоран Заев, изминатите 5 години, не влезе во процес на расчистување, не со медиумите, не со затварање на медиуми, туку со наметнување на медиумски слободи, меѓутоа и медиумска одговорност во Република Македонија. Вие треба да имате слобода, но и да имате одговорност. Тоа веќе не постои во Република Македонија. Во Република Македонија, како медиумска слобода, се третира фактот кој повеќе ќе пцуе, кој повеќе ќе навредува, кој повеќе ќе хејта и кој повеќе ќе напиши гнасни работи за политички противник, за луѓе кои мислат различно од него и така натаму и така натаму. И ги имате тајните служби. Тоа се тајни служби од времето на Сашо Мјалков. Не може земја членка на НАТО и понатаму да биде земја членка на НАТО со така нереформирани тајни служби, при тоа реформата не е вие да направите Агенција за национална безбедност, па да седнат Оливер Спасовски и Александар Николовски и да се договорат врз некоја паритетна основа луѓе од ВМРО-ДПМН или кадри на ВМРО-ДПМН и кадри на СДСМ од Министерството за внатрешни работи да ги префрлите во Агенцијата за национална безбедност. Тоа не е реформа на тајните служби. Влезе Зоран Џинџич во реформите на тајните служби и влезе во реформи на медиумскиот простор во Србија по 5 октомври и паѓањето на Слободан Милошевиќ од власт и заврши така како што заврши на 12 март 2003 година. Не велам дека тоа ќе се случи во Република Македонија. Меѓутоа секогаш најгнасните и најопасните процеси кои се случуваат во одредена држава, после демонтажа на одреден режим, одредена власт, која била авторитарна или полуавторитарна, се случува кога вие ќе треба да расчистувате со ресловите во тајните служби и во медиумите. Тоа не е сега направено во Република Македонија. Можете да претпоставите, ако некој почни да расчистува со тие структури, па има да му извадат се и се што. Тоа се луѓе кои нема што да изгубат. Тоа се луѓе кои сега се на некаква стендбај ситуација, располагаат со многу валкани работи, располагаат со снимки, располагаат со компрометирачки материјал и секој кој ќе влезе во нивно расчистување, тие се спремни да се бранат по секоја цена. При тоа се спремни да ја поминат линијата на добар вкус, бидејќи тие никош не работеле со добар вкус. Постојано ви велам дека за да се смени одредена структура, да се смени одредена власт, мора криминалот, криминалното подземје, олигархијата и тајните служби да ја сменат страната. Олигархијата никогаш не била блиска до Зоран Заев. Криминалното подземје секогаш се кршало, секогаш и понатаму влијањето на Сашо Мјалков и на ВМРО-ДПМН во криминалното подземје е многу силно и остануваат медиумите и тајните служби. Ке видиме што ќе се случи во наредниот период. Ја проценувам дека ќе има еден многу валкан процес. Знаете, ако вие не ги реформирате, ако не ги смените тие структури вас ќе ве сменат. Вие имате избор или да влезете во процес на расчистување со тие структури, или тие структури толку да ве контаминираат и толку да ве пуштат низ вода, што вие да немате шанса да се спасите да продолжите вашата политичка кариера. Вие точно гледате која телевизија на која страна игра дека.
најмокната телевизија е на страна на ВМРО ДПМН, дека втората помок телевизија е на страна на Оливер Спасовски, дека други контрола под СДСМ на Зоран Заев или на Вице Заев. И точно можете да направите врз база на рекламите, врз база на паричните средства, врз база на тековите, која политичка структура стои за одреден медиум. И точно може да видите кои медиуми се под контрола на одредени реслови на тајните служби. Дали е тоа Завиша филм групација, дали е тоа Верушевски структурата, дали се тие структури кои сега стојат за ова кандидатка нова за градоначалник на Скопје, дали се тоа СДСМовски структури, точно гледате каде парите тајните служби стојат. Зад кои медиуми, преку кои медиуми ги пласирате информациите. Има милион портали кои се формират и изгаснуваат за да можат да пуштат одредени спинови, бомби, лажни вести и така натаму и така натаму. Македонците по читање и верување во лажни вести се на прво место во Европа. Ние имаме проблем како да функционираме како нормална држава, да не веруваме на разни глупости, бидејќи верувајќи на разни глупости секогаш ја промошуваме вестината. Тајните служби може да владеат со една држава преку судство. Тамо пробува СДСМ преку Бојан Маричич нешто да направи, тоа не оди со таа брзина со која сите мислат дека треба да оди, иако се направи многу повеќе чекори во споредба со претходната министерка за правда Рената Тренеска-Десовска. Со тајните служби значи владеат или со судството, владеат со медиумите и владеат со олигархијата. Ако тамо ги прекините пипците и контактите на тајните служби, вие ќе можете да владеете во одредена држава и таа да биде држава која ќе биде нормална и членка на НАТО сојузот или на НАТО пактот. И членка понатаму во иднина на Европското уније. Ако тоа не го направите, вие ќе останете одредена балканска селендра, кај што одредени тајни служби, одредена олигархија која не гледа понатаму одбрање и одредени медиуми кај што врвот на медиумската креативност е да купа турски серии, вас ќе ви одлучуваат во каква држава ќе живеете, како ќе ги воспитуваат идните генерации и вие ќе треба да воспитате генерации кои сметат дека ако се вакцинираат и ако стават одредена вилјушка тука на рамото или на ракаво, дека таа вилјушка стои бидејќи сте вакцинирани. И ако сакате да живеете во таква држава, вие може да живеете во таква држава. Таква држава ви сервират македонските медиуми. Таква држава ви сервират македонските портали. Таква држава ви сервират тајните служби. Таква држава ви сервира македонската олигархија, која не може да излезе надвор од Република Македонија. Пред 30 години, како млад новинар, постојано слушав дека проблем на Македонија не е да произведи, туку како да продај. Тоа е проблем на македонската олигархија. Не е проблем на македонската олигархија да произведува, да креира одредени кадри и да креира ситуација внатре во Република Македонија. Проблем на македонската олигархија е како да ја направи Македонија земја која ќе биде рамноправна членка на НАТО и рамноправна членка на Европската унија. Јас немам проблем што големата македонска десетка ги купи македонските предпријатија. Јас немам проблем што големата македонска десетка ги купи сите хотели во Република Македонија. Јас имам проблем дека таа голема македонска олигархија нема чувство за одговорност. Иако ние им имаме возможно за без пари да окупат капиталот во Република Македонија. Не може да пропаѓа Штипскиот фестивал. Не може да пропаѓа Фолкфест во Ландово. Не може да пропаѓа кошаркашкиот клуб работнички. Не може да пропаѓаат фудбалски или други кошаркашки клубови кои биле символи на Република Македонија. А тие луѓе да стојат на страна и да велат дека немат никаква општествена одговорност. Да, вие имате општествена одговорност, бидејќи ние ви овозможивме да ја купите без пари предпријатијата. И кога сега сте натрупале капитал од 100, 200, 300 милиони евра, имате општествена одговорност да помогнете кога е корона, да помогнете на болниците, да помогнете на спортот, да помогнете на уметност и така натаму. Бидејќи сте ги приватизирале за без пари предпријатијата. Бидејќи сте станале олигарси и тајкуни, имате одговорност да го направите. Таа битка јас се чекам од некоја идна македонска влада. Дали ќе биде тоа Зоран Заев, дали ќе биде СДСМ, дали ќе биде Никој Мицковски, дали ќе биде ВМРО ДПМН. Мене тоа не ми е важно. Мене ми е важно на чело на државата да дојде политичка структура која ќе расчисти со тајни служби, која ќе расчисти со криминалот во медиумите, која ќе расчисти со медиуми кои влечат на дното Република Македонија и ќе расчисти со олигархија која не гледа понатаму одбрање. Таа политичка структура кој тоа ќе го гарантира и тоа ќе го спроведи, ќе има мојата поддршка. Во четврток од 22 часот политичка анализа за ВМРО ДПМН, нормално политичка анализа и за СДСМ, бидејќи вие која ја анализирате едната политичка структура, нормално е во рамки на таа анализа да анализирате што се случува и во конкурентската партија. Ќе
Ќе имаме анализа на стратегијата на Венко Филипче околу вакцинацијата, зошто сега и зошто се спроведува таква стратегија. Ќе имаме анализа зошто Даниела Арсовска е избраната да биде кандидат на опозицијата за градоначалник на градот Скопје. Значи, нова анализа, ново дружење, четврток 22 часот, до четврток во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.